Поречиси 3 децении по убиството на легендарниот рапер Тупак Шакур, следната недела во Лас Вегас ќе започне судењето против Дуане Кефиди Дейвис, обвинет за убиство од прв степен. Изборот на поротата е закажан за 10 августа. Судскиот процес се очекува да трае најмалку 4 недели. Доколку биде прогласен за виновен, на Дейвис му се заканува до животен затвор без можност за условно ослободување. Обвинителството тврди дека токму Дейвис го организирал пукањето од автомобил во движење во септември 1996 година, во која беше убиен Тупак Шакур. Случајот со години остана нерешен, а обвинението против Дейвис беше поднесено дури во 2023 година, пошто тој се изјасни дека не е виновен. Судењето се смета за еден од најзначајните судски процеси поврзани со светот на музиката, бидејќи треба да стави крај на една од најпознатите нерасветлени ликвидации во историјата на хип-хопот. Бритни Спирс го сподели своето непријатно искуство со ботоксот на Инстаграм и ги предупреди обожавателите за можните последици од козметичките процедури. Пеачката тврди дека незиниот лев очен капак се спуштил по третманот и го опиша целото искуство како непријатно и срамно. Во објавата од петокот, 7 август, Спирс рече дека проблемот со очите траел околу 4 недели. Таа тврди дека лекар инјектирал премногу ботокс во пределот на левото око, што предизвикало незиниот очен капак да се спушти. Туку што почнува да се крева и се враќа во нормала, рече таа, велики им на обожавателите, грижете се за вашето тело. Ги предупреди следбениците да бидат внимателни. Спирс не го криеше своето незадоволство од искуството. Овие луѓе и овие лекари навистина можат да ви ги уништат очите, рече таа. Бидете внимателни со овие луѓе. Тие се обидуваат да ви го променат лицето и да ви уништат се. Грижете се за вашето тело, затоа што е ваше и само ваше, и тоа е тоа. Бритни Спирс покрај видеото напиша: не можете да му верувате на никого. На 10 август роден ден прославува Винка Саздова, една од најистакнатите современи македонски писателки, новинарки и основач на издавачкиот центар 3 од Скопје. Со своето долгогодишно присуство во македонската културна сцена, таа остави значаен белег не само како автор, туку и како уредник и промотор на книжевноста. Винка Саздова е родена на 10 август 1956 година во селото Стрезовце. Дипломирала психологија на Филозофскиот факултет во Скопје, а својата професионална кариера ја почнала во новинарството. Работела како новинарка во редакцијата за култура на дневниот весник Вечер, а потоа и како уредничка за култура во весникот Република. Незиниот професионален пат продолжува во издавачката дејност, каде работела како соработник во издавачката куќа Култура, а подоцна била и директор и главен уредник на издавачката куќа Зум Прес. Во 1999 година го основа издавачкиот центар 3, кој со текот на годините прерасна во една од најзначајните издавачки куќи во Македонија. Како главен уредник во период од 10 години, Саздова придонесе за афирмација на бројни домашни и странски автори и за развојот на современата читателска култура. Харфистката Алиса Садикова ќе одржи концерт вечерва во 21 часот во црквата Света Софија во Охрид во рамките на фестивалот Охридско лето. Таа ќе изведе дела од Јохан Себастијан Бах, Клод Дебюси, Петар Илич Чајковски, Вилхелм Посе, Фредерик Шопен и од Беджик Сметана.
Уметнички раст на Алиса Садикова е видлив уште од раната возраст, кога дебитирала на светската музичка сцена. Родена е во Санкт Петерсбург и започнува да учи харфа во класата на Карина Малееве во специјалната школа за талентирани деца при конзерваториумот Николај Римски-Корсаков во Санкт Петерсбург. Образованието го продолжува како стипендист на фондацијата Салви во школата Кембридж Музика Мунди во Белгија во класата на Кетрин Мишел, а потоа и на престижната школа Джулиард во САД, каде дипломирала во 2025 година. Во моментов е запишана на постдипломски студии во класата на Ненси Ален на Джулиард со стипендија од фондацијата Ковнер.